Само да видиме дали имаме во ред. Инаку, како што видовте, да речам, сите сте во случајов исклучен ви е микрофонот и на голем број камерата. Тоа со од една причина што нели видовме дека имаме многу учесници, очекувавме многу да не посетат на овој час, за да не си, да речам, да немаме некоја пречка, да не мора на секој да се исклучуваме или на тој начин. Меѓутоа, на крајот, после ова што го имаме замислено како некој воведен час, ќе имате опција да ни се обратите слободно, кој сака нели да крене рака, ако сака нешто да каже и да праша, а во меѓувреме слободно може во четот да ни пишувате нешто. Мислам, еве веќе некој не поздравува. Добра вечер и поздрави до вас. И слободно може да пишувате, па потоа ќе прочитаме она што сте го напишале. Ако во текот на предавањето имате некое прашање, тогаш ви дојде на памет, слободно напишете го, па на крај ќе се навратиме на сето она што сте го поставиле. Така, значи, како што кажав, ова ни е замислено како еден отприлика 30 на 40 на минути час, што ние слично го спроведуваме и во нашиот едукативен центар во обука која е наречена Програмирам во Scratch, и таа е наменета баш за деца, да речам од 3-то, 4-то, 5-то одделение, кои што сакаат повеќе да научат програмирање, да се воведат во самото програмирање и да работат нели програми во програмскиот јазик Scratch. Така да ние сега сакаме да ви покажеме како ние го држиме часот, меѓутоа и при тоа да ви дадеме совети како тоа да го спроведите и вие во вашата училница. Значи, ако сакате некако да го прилагодите, може, или пак ќе примените нешто од ова што ќе го видите денес. Да, Валентина, значи немате проблем со камерата и микрофонот, може да ви се исклучени така да е подесено самиот час, зашто нели многу сме тука учесници, па на крај ако има потреба ќе се приклучиме. Во ред. Така, јас мислам дека може и да започнеме, само да кажам дека тука со мене на часот, не представив, е и Моника. Јас не се представив како се викам, извинете. Јас сум Гордана Мишевска. Инаку, вака морам да адмитнувам уште од гемаме. Значи, јас сум Гордана Мишевска, како што кажав, основач на едукативниот центар Едуфронт во Скопје, но пред тоа имам искуство, 10 годишно искуство како наставник по математика во основно и во средно образование. Така да во тој поглед сум некој ваша колешка. А тука со нас една млада колешка, значи тоа е Моника Златановска, која што во нашиот едукативен центар да речам, ја предава токму оваа обука, Програмирам во Scratch. И таа исто така нешто денес ќе ни помогне во спроведувањето на овој час, да ни покаже некои нејзини совети за часот. Ни се приклучуваат уште луѓе, меѓутоа јас мислам дека може да започнеме. Ако во меѓувреме, се извинувам, јас не забележам дека се приклучиле, се надевам сите ќе може да ни се приклучат, ама затоа еве малку воведно се запознавме, за да може понатаму да продолжиме. Во ред. Јас сега би започнала, мислам. Ајде уште малку, имам уште двајца, уште две колешки. Во ред. Ако во меѓувреме забележиме, ќе ги приклучиме. Уште не се приклучуваат, извинете вака. Значи, јас приготвив една кратка презентација, меѓутоа нема само со презентација додам, туку и ќе ви покажувам како и што би се одвивале самите активности на часот. Сега мислам дека може да започнеме. Ајде.
Се надевам сите го гледате ова што е на екранот. Во ред. Значи, нели го нарековме овој час, воведен час во програмирање и скреч на некој начин. Како вие, значи, на вашите ученици, да им спремите еден онлайн час. Значи, сега зборуваме за онлайн час, зашто сега нели сме во таква ситуација да ги спроведуваме на виртуелна училница часовите и затоа овој час ќе биде од таков аспект како вие би го спровеле часот онлайн. Значи, еве, ако работиме час вовед во програмирање и скреч. Значи, прво, што како активност? Значи, прво како активност би можеле да ја направите една воведна игра. Нели таа воведна игра би била мразокршач. Тие се мразокршачи, нели такви игри кои што се за започнување на часот, за воведување во некоја нова тема. Ние тука еве ја одбравме играта 3 зборови. Значи од што се состоела оваа игра? Вие кажувате една тема или збор кој што ќе се изучува понатаму или ќе се воведува во часот. И потоа им викате на децата да кажат или да напишат по 3 зборови, првите 3 зборови кои што ќе им паднат на памет, односно што ги асоцираат со таа тема или тој збор. Сега нели зависи од бројот на деца во вашето оделение, дали вие ќе им дозволите тие усно да ги кажат своите одговори или пак може да поставите правило да ги пишуваат во чет нивните одговори. Потоа ги запишувате зборовите од сите ученици или оние кои што сметате дека се повторуваат повеќе или ви имаат смисла и ќе ги продискутирате. Сега, како ова би го направиле? Значи, може за оваа активност да искористите whiteboard или белата табла. Мислам дека како апликација ја имате и во Microsoft Teams. Значи, отварате нели бела табла, whiteboard, и сега тука што правите? Значи го пишувате на средина зборот кој ќе се еден од зборовите кои што сакате да го работите на часот. Еве, на пример, бидејќи работиме нели вовед компјутер и програмирање, тоа би можело да биде зборот компјутер. Значи го поставувате на децата, викате, значи, тема на овој час е компјутер. Ајде, деца, кажете ги првите 3 зборови кои што ве асоцираат со компјутер. И сега, на пример, децата, нели, она што прво ќе им дојде на памет, го кажуваат. Јасно, тука ќе ги охрабрите дека нема тука точен погрешен одговор, зашто нели тоа нивното искуствено што ги асоцира компјутерот да се кажат, зашто нели ова е она што го викаме бура на идеи на некој начин. И вие ги гледате одговорите децата што ги запишале или пак ви ги кажуваат усно и се обидувате јасно колку можете од тие одговори или оние што ви изгледаат така поинтересни да ги запишете. Може, на пример, да ставите во, не знам, во мали облачиња да ги ставите зборовите, така тие што се поинтересни. Например, не знам, децата обично компјутерот сега би ги асоцирало со час. Или на некој пак некој дете ќе ви каже игра. Трето ќе каже, нели, не знам, компјутерот е машина. Значи може најразлични, нели, одговори да добиете. Трет ќе каже програмер, не знам. Четврто, односно. И ова, не знам, друга, еве, може вие да пишувате некои одговори предлог, што мислите дека се ве асоцира со компјутерот. Не знам, Моника, кои други добиваме одговори често на час? Програмирање исто така често го добиваме. Компјутер обично. Апликации, да, може би апликации, некои видеа, игри и така натака. Значи, сето ова се како некои, да речам, поими кои што децата ги поврзуваат со самиот компјутер. Може вака да си нацртате некоја, да речам, шема,
така да изгледа поинтересно и за децата, визуелно да го гледат и за вас. Дури ова потоа може што ќе го нацртате или да си го снимите на некој начин како еден документ кој што ќе ви биде дел од часот или од материјалите за самиот час. Значи, ова е како една предлог активност воведна во самиот час. Ако работите самите компјутери, кажувате компјутер. Може тука како поим наместо компјутер да седи програма, програмски јазик. Може да биде, не знам, скреч и така натака. Значи, ова е една, да речам, воведна активност која што ќе ви земе 5 минути од часот да продискутирате и всушност да видите колку децата знаат за тој поим. Значи, на некој начин диагностички да оцените колку се запознати, докаде може вие натаму да објаснувате или што се ви на вас останува да објасните, нели? Во ред. И сега, после ова, нели, може да си ја снимите ова, реков, или пак да избришите самата програма, самата овој цртеж, што останува на вас. На овој начин, значи, го воведуваме, да речам, тој почетен поим, меѓутоа може да бидат и неколку игри, зашто може вие да воведете и повеќе поими. Може, значи, компјутер, компјутерски јазик, наредби, компјутерска програма, програмери и слично. Сега, овде ние само вака направивме кратко набројување на самите поими кои што би можеле да се спомнат во текот на часот, меѓутоа вие јасно, вие може како дефиниции да им ги запишете на децата, може па им усно да им објасните, нели, компјутерот, да, деца, бидејќи кажавте машина, компјутерот е навистина машина, тој не го разбира нашиот јазик, го разбира само машинскиот јазик, што е компјутерскиот, односно програмскиот јазик, значи дека тој е посебен јазик со кој што е измислен, на кој што пишуваат програмерите, со цел компјутерот да разбере што сака да направи. Дека наредбите или инструкциите се дел од компјутерската програма, дека треба да бидат јасни, прецизни, со точен редослед напишани, зашто компјутерот токму така и ќе ги извршува. Онака како што се напишани, по тој редослед ќе ги извршува. И, нели, дека програмери се самите луѓе кои што го пишуваат програмскиот јазик, ја пишуваат програмата. Значи, ова сега јас накратко, како некоја идеја, што се би можело да се внесе во часот, во зависност, нели, конкретната цел. Покрај ова, може исто така да на часот да се направи една активност. Јасно, кога би биле во училница, ова би било полесно, во физичка училница, ќе си играме програмери, нели, извршувач ги компјутер, зашто ќе може вие да ги програмирате децата или тие да ве програмираат вас уште поинтересно, да ви даваат насоки, инструкции каде да се движите низ училницата, па да внимаваат да биде сето тоа јасно, прецизно искажано, со јасен јазик, нели, редоследот да биде точен. Меѓутоа, истото тоа, слична активност може да направиме и во онлайн час. Така што, јасно, значи викаме, ајде деца, сега играме игра. Вие сте програмери, или дете по дете, нели, ќе биде програмер, а јас сум компјутер. Значи, вие треба да напишете програма, или да ја искажете, нели, усно, со нашиот говорен јазик, зашто јас го разбирам тој јазик, ќе напишете инструкции за јас да извршам следната задача. Сега ние тука спремивме со Моника една задача, ќе ви ја покажеме сега за кратко. Ја направивме и малку како приказна, бидејќи за помалите деца нели интересно ако задачата им ја дадете во вид на некоја приказна. Сега јас тука ќе застанам, а Моника ќе ја покаже самата активност. И во овој случај јас ќе бидам, нели, децата, некој од вашите ученици, а Моника ќе биде компјутерот, зашто таа ќе ги извршува, нели, активностите. Еве го, може на... Добро, да, не можеш инаку да го движиш. Добро, значи што направи тука Моника? Моментално гледаме една шема која е лесно направена со
табели како што се прават, само се зголемени полињата и во нив се вметнати слики веќе симнати од интернет или ако имате некои веќе симнати. И имаме карактер кој ни се движи лево, десно, горе, долу, тоа му се насоките и имаме почеток и крај во таа шема, каде имаме од левата страна задача, која треба да ја исполниме. Така, да, задачата значи вика дека мачето се наоѓа на почеток и треба да стигне до крај. Значи почеток започнува, крај му е дома, да речеме. И сега им викате приказна на децата дека мачето прво треба да оди на училиште, после часовите треба да оди во библиотека да позајми книга, пример, потоа ќе оди на пазар да купи овошје и после си оди дома за ручек. И сега им викате на децата, ако се помали деца, значи, трето оделение, може ова задача да ја разглобите на повеќе чекори. Значи, прво да направите, ајде, задача мачето од почеток да стигне до училиште. Потоа, втора задача од училиште до библиотека. Трета задача од библиотека до пазар. Па од пазар до дома. Значи, зависно од возраста на учениците, ако се поголеми, веќе четврто и петто оделение сигурно, значи може да направат една целосна програма, значи низа од инструкции, низа од наредби, како мачето да стигне од почеток до крај. Сега, на пример, еве Моника тука ќе го движи мачето, значи таа е компјутерот и таа ќе ја извршува работата, односно програмата, а јас еве во улога на ученик, значи што викам? Оди 4 чекори десни. Потоа 2 чекори долу. 3 чекори налево. Оди 1 чекор долу. 2 чекори долу. 3 чекори надесно и 4 чекори налево. И сега ова може да се запише како една целосна, нели, низа од наредби, инструкции. Може повторно да искористите whiteboard таблата или може во некој слайд веќе да ви биде запишана како низа од инструкции и како вежба, значи да ја завршите оваа активност која што не бара програмирање, меѓутоа на некој начин за да разберат децата што значи програма. Дека е наредба, дека е низа од инструкции, кратки, јасно искажани, во точно определен редослед. И јасно тука може да се стави дискусијата дека не постои единствено решение, не постои единствена програма, значи во некој случај нели има и повеќе патишта во овој случај за извршување на задачата, но може да барате најкраткиот пат или такви некои дополнителни барања. Добро, ти благодарам, Моника. Извинете вака за прекините, ама само што некој ни се приклучува и јас во меѓувреме ги приклучувам. Значи, ова би било така кратко вовед во програм, што е програмирање, што е програма, како низа од инструкции. Сега може да одиме да се префрлиме и на Scratch. Да видиме што е Scratch. Ето го Scratch. Значи, што е Scratch? Значи, Scratch ни представува еден програмски јазик кој што користи визуелна интегрирана околина и визуелни блокови, лесна и едноставна за користење. Значи, визуелни блокови се мисли дека овој програмски јазик нема синтакса на јазик како запишување, пишен јазик, туку баш се состои од визуелни блокови кои што ни представуваат наредби, со нив ги формираме нели низите од инструкции. Зошто е Scratch интересен за работа со деца? Зашто во него можат да се програмираат интерактивни колажи, приказни, анимации, игри, а од друга страна пак,
А од друга страна, пак преку изучување на Scratch, значи децата ги учат и голем број на математички концепти, меѓутоа и голем број на компјутерски идеи, концепти, и сето тоа преку мотивирачки начин, зашто им се дава конкретна смисла, конкретно значење. Преку изработка на проектите, нели, ти учат и процес на дизајн, да дизајнираат нешто, да направат концепт за тоа. И од друга страна стануваат пофлуентни со дигиталната технологија и не се само пасивни корисници на компјутерите, туку и создаваат некои проекти зашто тие стануваат како нивна креација, ги сваќаат како нешто што тие го изработиле, а не само го користат нешто што ќе го најдат, например некоја игра или ќе изгледаат некој видео на интернет. Туку тие креираат нешто што може и понатаму и други да го користат или да го испробаат. Сега, ние на нашата обука, и исто и вас може да ви препорачаме, кога предавате Scratch, значи да работите на веб страната на Scratch, зашто нели има опција да се симне како програма на вашиот компјутер, меѓутоа нема потреба за тоа, зашто може да работите директно на веб страната. Значи, ова е веб страната на Scratch, каде што ќе креирате нели свој акаунт, и на тој акаунт ќе може да создавате своји програми, да ги снимате тие програми, ќе може да ги споделувате со други корисници на Scratch, а исто така ќе може од друга страна па да користите и веќе направени проекти кои што ги има на Scratch, во Scratch заедницата, кои што брои милиони корисници, да коментирате на нив, да ги ремиксирате. Ремиксирате значи да земете веќе готов проект и да го промените, да го искористите за нешто. Сега јас тука ќе се исклучам, зашто Моника ќе ви покаже како да пристапите на веб страната на Scratch и како да направите ваш акаунт, значи ваш кориснички профил, како да го наречеме сега тоа правилно. А исто така, ова може да го направите и за вашите ученици или пак нив да им покажете како тие да си направат свој акаунт, за да може таму да си ги чуваат направените изработки или да ги споделуваат со вас, да ви пуштат линкови од тоа што го сработиле. Во ред, повели Моника. Да, како што кажавме, Scratch Meet Edu е онлайн платформа на која има опција, која ни нуди опција да се креираме слободно, бесплатно профил на кој што можеме да ги зачувуваме креираните проекти, да ги споделуваме со заедницата во Scratch, да ги ремиксираме, да ги шеруваме со наши другарчиња, со ученици, да им коментираме. Исто така, тој исто така ја нуди опцијата доколку немаме профил исто да креираме проекти, но во тој случај тие проекти ќе нема да се зачуваат нигде, веднаш од кога ќе се исклучи прозорецот, целиот таб, ќе се избриша целата нова програма. За таа цел, да видиме како можеме слободно, бесплатно да креираме наш профил, со кој што можете и вие истото да го направите за вашите ученици. Како тоа да го направиме? Најпрво, одиме на веб страната scratch.meet.edu, вака изгледа почетната страна на Scratch. Како да креираме профил овде? Опцијата Join Scratch ни значи приклучи се на Scratch, sign in да се најавиш. Ја користиме опцијата Join in, бидејќи сакаме да се приклучиме во Scratch, сметајќи дека веќе немаме креирано таму профил. Креираме профил со кликање на Join Scratch. Во првото поле го пишуваме нашето корисничко име. Поради голем број на корисници, можно е да се случи да ви се поклопуваат имињата. Еве, например, ќе креираме ваков некој профил, може наставник 4,
За среќа нема некој таков. Потоа во следните полиња го пишуваме пасвордот со кој што е битен, значи корисничкото име и пасвордот се битни, мора да се запаметат за да ако сакаме после да се најавиме на нашиот профил. Вака нешто. Го пишуваме нашиот пасворд, потоа кликаме Next. Овде ја избираме државата во која сме, значи бара многу основни податоци, како што се место на живење, роден ден, еве вака. Ставаме и роден ден. Притискаме Next, ги избираме сите тие опции, потоа избираме пол и овде ја пишуваме имейл адреса, каква имейл адреса. Пишуваме имейл адреса која ја користиме често, на која имаме пристап, зошто бидејќи ни праќа имейл за конфирмација дека ние сме тие кои го креираме овој профил и дека е валиден. Затоа овде ја пишуваме имейл адресата што ја користиме, значи ја пишуваме, притискаме Create your account и вашиот профил е креиран. Како да започнеме? Get started. Откако креираме профил, тој автоматски ви е најавен. Оваа жолта линија горе цело време ќе ја покажува се додека не потврдиме на мејл дека тоа сме ние. Како тоа да го направиме? Веќе го имам отворено мејлот што го напишав како мејл што го користам. Овде чекаме да ни стигне мејлче со конфирмација. Еве го вака. Го отвораме мејлот и имаме копче на кое само да притиснеме Confirm my account. Значи да потврдиме дека ова е мојот акаунт. Почекаме и веќе ни е потврдено и слободно за употреба. Како да се одјавиме и повторно да се најавиме со ново креираниот профил? Во десното аголче, овде во Scratch, ни се наоѓа нели името на профилот, кликаме овде и ја избираме опцијата Sign Out. Овде има повеќе опции кои можеме да ги разгледаме подоцна. Sign Out, да се одјавиме. Како да се најавиме повторно? Притискаме сега на копчето Sign In, не притискаме уште еднаш на Join Scratch, бидејќи веќе си имаме приклучено на Scratch. Го пишуваме ново креираниот профил. Така мислам беше, да. Овде го пишуваме пасвордот. Мислам, Моника, дека има и опција да ти ги зачува пасвордот, така на Кога браузер. притискаме Sign In, автоматски од браузерот што го користите ви дава опција да го зачувате пасвордот, па така многу полесно оди кога ќе се одјавите, кога ќе сакате повторно да се најавите, директно ви е напишан и корисничкото име и лозинката, па не мора цело време, еве вака го избираме. Не мора потоа повторно да го пишуваме пасвордот или корисничкото име. Само притискаме Sign In и веќе сме најави. Во ред. Фала, Моника. Сега, ајде малку да видиме нешто во Scratch, да се запознаеме со Scratch. Значи, ајде јас ќе отворам кај мене. Значи, јас на мојот, на мојот профил ќе се најавам, на мојот акаунт, веќе тука ми е зачуван.
Значи, еве да видиме како може да направиме еден проект во Scratch. Прво, јасно, за да се започне еден проект, така се нарекуваат во Scratch проекти, значи тоа се програми, ама ги викаат projects или проекти. Притискаме на Create и со тоа ќе ви се отвори празен проект, го викаме нели празен проект во Scratch, или ова е, да речеме, работниот прозорец во Scratch. Значи, од што се состои тој, како што може да видиме, значи тука го ставаме нели името на проектот, може да видиме мојот прв проект. На средина имаме една бела површина на која што ги правиме програмите, значи ги составуваме тие низи од инструкции. Од десна страна ја имаме сцената, да така на англиски ја викаат stage, ние еве на македонски може сцена да ја наречеме, односно тука гледаме како компјутерот ги извршува нашите наредби. Меѓутоа тука компјутерот не ги извршува, туку ги извршуваат токму овие карактери, sprites ги викаат во Scratch, кои што ги бираме, на кои што им ги задаваме наредбите. А од левата страна ни се сите тие визуелни блокови што ги рековме со наредби, при што тие се поделени, како што гледаме, во 9 секции, секој од нив со различна боја. Зошто? За да може полесно да ги препознаваме кој блок за каква намена би бил. Во случајов, нели, сините блокови се блокови за движење, со кои што даваме наредби за движење. Виолетовите се лукс или изглед. Еве ќе притиснеме тука, нели, виолетовите и надолу ни ги покажува сите тие блокови. Понатаму розевите се за звуци. Жолти се за events, или ние на македонски нели настани ги викаме, за стартување на настани. Портокалевите ни се контролни блокови, значи тука спаѓаат тие услови, повторувања и слично. Sensing се за некои, како би дошло ова, некои сетилни блокови, значи допирање, ако се допри нешто, боја, за далечина од самото глувче. И исто така тука е многу интересен блок Ask, значи поставуваш прашање и очекуваш од корисникот да внеси одговор. Оператори, тука ги има овие, да речем, стандардни и дури и повеќе математички оператори, ако ни се потребни во некоја програма да ги искористиме. Варијабли се променливи. И на крајот има една секција која што се вика My Blocks или Мои блокови. Таа дава опција на некој начин ние да формираме некои однесувања на карактерот, значи да испрограмираме со притискање на еден блок да се извршуваат повеќе редоследни наредби. Сега да видиме како се одвива тука програмирањето или составувањето на низата од наредби, или вие викате, тука сте ми напишале алгоритми. Да, алгоритам како една постапка од повеќе наредби. Значи, зошто е ова баш викаме едноставно за децата? Зашто гледате, сега го гледате моето нели покажувачот на глувчето. Кога ќе дојдам до некој од блоковите, тоа станува рака. Зошто? Зашто тоа некако не асоцира дека може да го фатам јас блокот и да го одвлечам. Значи, го земаме, сега е раче, така, нели? Ако кликнам со десен клик, самата рака, нели, ги собира прстите и им кажува на децата, ти го фати блокот и сега влечи го. Значи, сега го фаќам блокот и го влечам и го пуштам, нели, на оваа површина и тука застанува. Малку ќе зголемиме за подобро да се гледа. И јас сега веќе, нели, сум извлекла еден блок и се ја пишувам, нели, мојата програма. Меѓутоа, не мора само еден блок, може да составиме и повеќе, нели, наредби, зашто рековме програмата е пак низа од наредби по одреден редослед што се извршуваат. Еве, например, да направиме една кратка програма за мачето. Ќе му кажеме да се движи
наместо 100, еве нека бидат 200 чекори, инаку во Scratch чекорите не се чекори, туку се пиксели на екранот. Понатаму ќе му кажеме, еве например мачето нека каже звук мјау, имаме нели звуци мјау. Може да излезе една како го викаме тоа, облаче. Во овие може да напишете здраво на сите. Значи сегде каде што има бели гледате празни прозорчиња, тоа значи дека внатре може да го менувате текстот, може да ги менувате бројчињата, еве наместо 2-3 секунди, а не само тоа, туку може и внатре да ставате и други блокови. Што може да ставате, самата форма ви покажува какви блокови може да се ставаат внатре. Значи тука може оператори да се стават. Наместо 3 секунди да ставам оператор, не знам, со плюс, ќе го ставам внатре и ќе напишам 2 плюс 1 секунда и ќе ми пресмета автоматски 3. И што да ставиме друго? Еве, например, да се ќе ставиме на крајот, ќе ви кажам зошто тоа. Go to 0,0. Зашто тоа е почетна позиција на мачето. Мачето ние го викаме зашто секогаш мачето е како почетен или заштитен карактер на Scratch. Значи кога ќе одбереме некој карактер, тоа автоматски ни застанува на средина од сцената и тоа нели координатен систем, еве малку и математика, се наоѓа точно на средина позиција x0, y0. И со оваа наредба само јас мислам дека не одбрав да се слуша мојата звукот, затоа сега само да пробам да го одберам, за да може да слушнете. Сега мислам дека е добро, во ред. Како се стартуваат, значи, низите од наредби? Со кликање на блоковите може да ни успее тоа. Еве сега ќе испробаме, значи кликнувам јас со клик на блоков. 3 секунди така нели беше самото облаче и се врати назад. Но исто така ова може да се направи стартувањето нели на некој код, на некоја низа од наредби, не мора да е вака рачно и најчесто и не е така, туку одбираме ние на кој начин да се прави тоа. За почеток, децата најчесто се воведуваат со клик на зелено знаме. Дури тоа доста интересно, зашто може целиот оваа сцена да ја зголемиме, да биде нели на цел екран, за подобро да се гледа, да биде поинтересно. И сега не ги гледаме нели блоковите. И затоа може едноставно тука горе да кликнеме на зеленото знаме и ќе ни се изврши нашата програма, она што сме ја заделе на мачето. За стопирање, ако сакаме, нели се притиска стоп, а со ова излегуваме од целосен екран. Значи, ова е една кратка програма, јасно тука зошто е интересен пак да речам за децата и за вас, како дава многу опции во однос на, еве, например, може да се одберат голем број на карактери, значи, кои би ги внеле може да ги внесете во вашиот проект. Значи, имате тука најразличен, да речам, широчина на карактери, има букви, има бројки. Освен тоа, може да се внесете и ваши карактери, може да цртате карактери, значи на некој начин тука има Paint, нешто како Paint, нели, за цртање. И покрај карактери имаме и позадини, тоа се наоѓаат во овој дел, backdrop, за да не изгледа, например, сцената бела, може да одберете еве, шума, например, и тука да направи мачето една прошетка. И сега тука, ова нели може да ми го покажете на учениците, па после тоа тие да го реплицираат, да го направат истото, но може да им зададете и како, да речам, креативен предизвик, направете мачето да прошета низ сцената, да каже нешто. Во таа смисла, ова би било, да речам, некој почетен прв проект, што би го направиле децата.
да искористат неколку блокови и да научат што означуваат точно тие наредби. Мислам дека добро. Значи, имаме многу можности тука за работа. Ова би било како кратко, ако сакате вие сега, бидејќи ова нели е час, испробајте вие направете нешто и покажете ни слободно. Инаку на нашите часови ние често, мислам, цело време користиме опцијата share screen. Зошто? Зашто кога децата ќе изработат нешто, нели потоа тие ни го покажуваат тоа што го сработиле. Па и вие може јасно тоа да го користите на вашиот час, бидејќи работите нели во виртуелна училница и за да ви покажат што сработиле, а нели добро е во текот на часот да сработат, може да им оставите и за домашно вие работа, меѓутоа многу е подобро во текот на часот да сработат она што сте им го покажале или некој концепт што се изучува и одма да ви направат share screen да ви покажат што сработиле. Мислам тоа би било така наједноставно. Во ред. Мислам тоа беше, ова беше, тој проект во Scratch, рековме нашата прва програма во Scratch. Јас се повикувам ако сакате и вие нешто да направите, да ни покажете. А тука би оставила зашто веќе 40 на минути како работиме. Сега би ви оставила вас време за прашања, ако имате нешто ве интересира во ова што досега, да речам, го покажавме. Јас тука стоп шер ќе направам за да може повеќе да внимавам дали некој сака да праша нешто. Може да ни напише тука во чат. Ајде да видиме од почеток дали има некое прашање. А ако сака некој да се вклучи, слободно крајнете рака ќе го приклучиме микрофонот. Во ред. Да видиме дали имаме некое прашање. Ајде вака, да видиме ако не на крајот, тука ни се представувате сите, супер. Дали има некои прашања? Нешто го интересира во врска со ова да сега го кажавме или нешто друго во врска со, не знам, работа во Scratch? Во ред. Значи, имаме едно прашање. Дали само за програмирање се користи? Каде се поставуваше позадина? Само за програмирање се користи. Вака сега ние Scratch, да, тоа е за програмирање, меѓутоа е креативно програмирање, зашто се изработуваат нели проекти, тука се изучуваат анимации, колажи, правење, игри се прават, дводимензионални или со 2D игри во Scratch, за тоа се користи. Позадина ќе ви покажам уште еднаш каде се поставуваше. Значи, позадина се поставува, ајде уште еднаш ќе ви покажам, само да видам дали го имаме, да, ете го во Scratch. Значи, позадина се поставува тука. Во овој долу дел, гледате, има Choose a Backdrop и сега тука имате опција да одберете од тие што веќе ги има, како библиотека се вика таа на Scratch, имате опција вие да нацртате нешто во Paint, има опција произволна, нели, surprise да ви излезе позадина, или пак може како позадина да поставите некоја веќе симната фотографија или веќе направена кој што ја имате на вашиот компјутер. Во ред, понатаму, дали ова во средно школа се работи? Scratch не се работи во средно училиште, не. Во ред, од која возраст би можело да се користи? Значи, од која возраст, па вие како наставнички знаете дека Scratch, мислам дека од трето или од четврто деление е во програмата.
Во трето одделение е спомнато и Scratch Junior дека може да се користи. Scratch Junior е нешто како упростена верзија на Scratch. Тоа се работи како апликација на таблети повеќе, меѓутоа би можело од 8 годишна возраст да се работи. Инаку, дали може да се направи приказна или презентација? Да. Значи, тоа е една интересна особина, тоа што го кажавме, нели, може презентација и приказна. Приказна баш како приказна, нели, гледате, може да се направи со текст, што кажуваат карактерите, може и да се сними во опциите каде што е звук. Нели, може да снимате како да се снимате вие како читате нешто и тоа да го прикачите самите ликови во проектот да го зборуваат. Исто така има менување на позадини, па тука постои опција за интеракција помеѓу ликовите кога ќе застане еден да започне друг и така натака. Дали може 2D игра, што ја спомнавте во ред? Добро, имам многу прашања, ајде од кај да почнеме. Мислам дека до тука стигнавме. Дали може да видиме 2D игра, што ја спомнавте? Па имаме многу игри ние во текот на часовите правено. Јас себе ќе ви покажам само да се малку да ја најдам, еден момент. Можеме, ако сакате, јас ќе ја отворам, па во меѓувреме другите прашања да се... Не, ќе покажам, јас баш сакам нешто да им покажам што е за... Мислам дека ќе биде интересно за нив како наставници. Само момент, Моника, извини вака. Вака, значи може дури да се направи, еве јас ќе ви покажам една ваква игра која мислам за вас ќе биде интересна. Еве сега, само една секунда додека да се снајдам. Малку вака кога не сме во училница ни треба повеќе време додека да отвориме нешто. Еве една вака. Значи ова е една игра која би може да ја направите за работа со вашите ученици. Например, собирање на броеви. Сега не знам ова доколку е поставено. Собирање на броеви, да вежбаат едноставно децата собирање на броеви, а при тоа да видите колку се тие успешни во собирањето. Значи, притискаме задача и му поставува мачето прашање. Колку е 41 плюс 50? И вие, значи, треба тука да внесете. Мислам, детето како корисник, нели, да внесе. Еве, јас точен одговор. Браво, тоа е точен одговор. Понатаму нова задача. Нова задача, ајде тука ќе сгрешам. Погодив. Сакав да сгрешам, погодив. И така, значи, оваа игра е направена баш во Scratch, како игричка, како што рековте, игричка во Scratch. И така натака овде ви дозволува колку сакате. Ова е собирање до 100 изгледа, таа сум ја отворила игра, баш като што е собирање на броеви до 100. И колку сакате задачи може да си вежба детето и кога ќе им се досаден или притиска крај и во ова, значи ќе имаме многу тука закажувања, ама ова како опција може да го скриете, да не го гледа детето, па вие да го видите, значи покажува колку било успешно во самата работа со, да речам, во самото, колку се владува собирање до 100. Тоа беше една игричка за нас наставниците. Инаку игрички за децата имаме многу, кои што им се нив интересни. Да видиме друго прашање, на кој оперативен систем се работи. Рековме, значи, може да се работи на сите оперативни системи, зашто ова е, не знам дали не слушнавте Наташа Тофиловска, зашто работиме онлайн на веб страната на Scratch. Така да не ни е пречка од што работиме. Како може да го метнеме во табела како што ни беше прикажано? Тоа мислам
Моника нешто ви спомна со сличења како внесувате. За кое оделение е ова? Значи, овде работиме со оделенски наставници, не може да се прилагоди од третото, петтото оделение, зависно нели според наставната програма работа со компјутери во програмирање, кога сакате. Како да го зачуваме изработениот проект? Значи, автоматски во Scratch, само што ќе го ставите името, нели јас тоа го направив на почеток, тој ви го памети. Меѓутоа имате опција цело време save. И секоја нова промена, ако сакате да ја зачувате, само притискате save и потоа ви го чува во вашите, нели имате свој профил, таму имате папки со проекти. Бидејќи има на македонски јазик, да, тоа е постара верзија, ние тука ја работиме ова најновата верзија на Scratch. Меѓутоа, јасно дека може, ако сакате вие, има опција во Scratch да си ги симнете и постарите верзии. Меѓутоа, тоа би било работа не на онлайн, туку ќе мора секој да ја симне верзијата на својот компјутер и таму да работи. Тоа е, да речем, тука разликата, а таму се преведени на македонски јазик. Мислам, тоа е со играта Digit Mille, не знам, јас мислам, немам информации што се случило или како се случило околу тоа. Добро. Значи, дали ќе може да ја видиме презентацијата на YouTube? Па да, може да ја поставиме на нашиот канал, имаме канал на YouTube и може да ја споделиме со сите вас, ако сакате. Слободно да си ја прегледате уште нешто, па да си спробате и сами она што го покажавме. Ние можеби малку и ви брзавме, ама сакав што повеќе работи некако да поврзиме да ви покажеме. Дали сметате дека е тешко на англиски? Да, знам дека децата имат некој, тогаш нели започнуваат од прво оделение да учат англиски. Веќе во трето некако се до негде почнуваат нели со пишување повеќе на англиски. Меѓутоа, знаете зашто е добро на англиски, зашто понатаму сите програмски јазици кои што се базирани на пишување, зашто наредбите се на англиски јазик. И децава, ако го работат Scratch на англиски јазик, ќе им биде полесно кој да било друг програмски јазик да го учат. На некој начин веќе ќе има дел од синтаксата совладано и заради тоа во таа смисла ќе им биде полесно. Во ред, презентацијата на чет. Ако сакате презентацијата, како презентација ќе ви ја испратам на сите што сте денес присутни. И некој ме прашува дали ќе има и други часови со напредни вештини. Значи, вака, јас сега ќе ви кажам, значи, која беше целта, мислам, која е целта. Може, еве, ние решивме, заради овој голем интерес, кој што претходно, искрено го направивме овој час, зашто видовме дека сакаат наставниците да присуствуваат на нашите часови. Меѓутоа, нели, кога го направивме како настан, видовме дека има многу голем интерес и затоа одлучивме да подготвиме во текот на зимскиот распуст една обука за наставници, значи кои се заинтересирани за повеќе да го изучат Scratch. И како почетен предлог би било таа обука да трае 5 дена во текот на зимскиот распуст, или онлайн обука преку Zoom, да по 2 сати, од 11 до 13 часот, и со тоа што ние секој час, значи за целата обука ќе ви направиме материјали во електронска форма. Кога ќе завршите обуката, ќе си добиете диплома од нашиот центар за работа во Scratch, во програмирање и работа со Scratch. И на тој начин
на некој мислам ќе имате многу подобро знаење во однос на самата програма за работа со Scratch. Што би опфатиле во таа програма? Значи би опфатиле поим за програмирање и програмски јазици, значи креирање на активности, баш како Моника што ви покажа, значи како да направите такви игрички со децата, за совладување на основните концепти од програмирањето, запознавање со Scratch и пример програми во Scratch, програми со редоследна структура, дебагирање или отстранување на грешки од програми. Значи тука сега да ги изработиме концептите за повторување и изработка на проект анимација, структури за услов, нели, во Scratch, работа со настани, паралелност на настани и проект приказна, да научиме што се променливи, како да ги примениме променливите во игра во Scratch и изработка на други програми кои што ќе содржат комбинација на сите овие изучени структури. Мислам, доколку некој од вас е заинтересиран да ви посетува оваква обука, слободно може мене да ме контактирате, нели на овој мејл или на овој телефонски број, но исто така после завршувањето нели на овој час од понеделник ние ќе ви испратиме повторно по мејл оваа презентација од денешниот час. Ако сакате ќе ви испратиме и линк од денешниот час од YouTube и може потоа слободно да не контактирате ако сте заинтересирани за посетување на нашата обука. Така да, само момент да видиме во ред. Дали имаме уште некое прашање? Само момент. Да го исклучам share. Не ми се исклучува. Да видиме, прозорецот нешто ми заглави со шерот. Опс. Аха. Добро. Опа. Добро. Проблеми нешто со прозорците. Добро. Дали за оваа обука ќе добиеме сертификати? Не, нема да добиете, се извинувам, меѓутоа ова беше замислено не како обука, туку како еден отворен час. Не знам, и не би тоа мислам не беше нигде споменато. Инаку ние значи ги имаме со тоа што нели вие се регистриравте за самиот час, ги имаме вашите контакт мејлови, така да на сите ќе ви испратиме и линк од часот, од овој денешниот час, и исто така ќе ви испратиме и оваа презентација. Па ако сте заинтересирани, контактирајте не, зашто да речам пак за ограничени се местата кои што односно наставниците кои што би можеле да присуствуваат на самата обука. Дали има уште некое прашање? Јас морам да кажам, значи ви благодарам за сите што ни се приклучивте. Навистина ми е многу драго што имавме толку денес наставници. И се надевам дека ви беше интересно, се надевам дека научивте нешто ново и дека ќе искористите барем еден совет, ако искористите или нешто од денес запамтивте, јас ќе бидам презадоволна. Така, ви благодарам на сите. Па имајте убава вечер, убав остаток од викендот. Имајте успешен завршеток на учебната година, што е најважно. Па се надевам се гледаме после нова година, одморени, со свежи сили. Поздрав до сите. Поздрав.